Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Како што и претходните служби најавив и кажав дека навистина мене ми е мило и драго што можеме да бидеме заедно, здрави и живи, а всушност да бидеме во присуството на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Поминавме одредени предавања, всушност серија предавања за Христовото раѓање и за Христовото воскресение. Зборувавме за двата дела или двете етапи кои што зборуваат за животот на Исус Христос, од тие 5. Затоа што кажав дека животот на Исус се состои од 5 делови, од 5 етапи. И сите делови кои што беа дел од неговиот живот беа клучни за овој свет. Но оваа вечер сакам да зборуваме за една доста исклучиво интересна тема. Тема која што верувам на еден начин сите ние ќе се пронајдиме. Имено станува збор дали Бог не разбира. Дали Бог не разбира. Светото писмо и за ова прашање ќе даде одговор. Се разбира затоа што тоа е писмо од Бога, инспирирано со Духот Свети. Во 2 Петрова, 1 глава, 21 стих вика: зашто никогаш според човечковата воља не е изречено пророштво, туку светите Божи луѓе зборувале потикнати од Духот Свети се разбира. Потоа можеме да отвориме заедно во 2 Тимотеј, значи 2 Тимотеј, да ја прочитаме или да отвориме 3 глава, ќе прочитаме 16 и 17. 2 Тимотеј, 3 глава, 16 и 17. И еве што ни вели Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Целото писмо е од Бога вдахновено, полесно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведноста, за да биде човекот усовршен и совршен, подготвен за секое добро дело. Исто така можеме да отвориме во 2 Петрово, или, како што кажав, 2 Петрово, поточно 1 Петрово, 1 Петрово, ќе отвориме 1 глава, ќе го прочитаме 24 и 25 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Зошто телото е како трева, и секоја човечка слава е како цвет од трева. Се исушува тревата и цветот незин се распаѓа. Но Словото Господово останува за секогаш. А тоа е Слово, е Евангелието што ви беше објавено или проповедано. Гледате, како Петар ги поучува верните дека Словото на нашиот Господ, всушност Евангелието, останува вечно. Исус Христос во Евангелието на Матеј, 24 глава, зборува дека небото и земјата ќе поминат, но дека неговите зборови, се разбира, нема да поминат. Всушност, ќе се исполни се она што е, се разбира, кажано. Како што реков, ќе зборуваме за една исклучително важна тема, која што верувам дека ќе донесе благослов, а се разбира ќе се послужиме со библиски факти, како што реков, дека Словото на нашиот Господ и Спасител, кој е инспирирано од Духот Свети, дадено од Бога, има одговор и за оваа прашање. Ние често пати меѓусебно не можеме да се разбериме. Немаме
заеднички јазик. И затоа немаме ниту па заеднички одговор, потреби или споделување. Многу често пати, за жал, не можеме да се разбериме или да се дефинираме или пак ние да бидеме разбрани. Па затоа меѓу нас постојат и несогласности. Тоа многу често пати ни се случува во текот на нашиот живот. Да не можеме да се разбериме едни со други, да немаме заеднички одговори, па ниту заеднички јазик, споделување, потреби или пак одговори. И затоа меѓу нас, или заради нашето меѓусебно недоразбирање едни кон други, ние често пати наоѓаме или се наоѓаме во несогласност со таа друга личност. Иако понекогаш толку многу се трудиме, се разбира, за да бидеме разбрани од другите. Многу често пати знаеме со сати да објаснуваме, да изразиме или да докажеме одредени факти за одредена тема, за да можат луѓето да не разберат, за да не наоѓаме или да не се најдеме во раскрсница или во несогласност. Но за жал, ова најчесто пати понекогаш самото недоразбирање едни меѓу други донесува до други проблеми. Кога зборуваме за недоразбирањето, се разбира дека нашето недоразбирање може да биде дури и во бракот. Да не се разбираме едни со други со нашата сопруга или пак да не можеме да се разбериме со нашиот сопруг. Се разбира кога ние ќе седниме и разговараме за одредена тема. Тема која што сметаме дека е приоритет во нашиот живот, тема која што е многу важна за нашиот брак. Ние многу често пати, како што кажав, за одредени теми, можеби не за сите теми, но за одредени теми не можеме да донесеме заеднички јазик, поточно да имаме заеднички јазик и не можеме да донесеме заеднички заклучок. Зошто? Затоа што има несогласности и недоразбирања едни меѓу други. Иако се разбира, се трудиме сите заедно да изложиме факти и размислуваме дека со самите изложени факти на маса дека ќе бидеме разбрани. Од другата страна, кога ќе ни каже некој, ама не можам да те разберам, тогаш кога доаѓа тука и нашето разочарување, затоа што сметаме дека со сите овие изразени факти дека некој нас ќе не разбери. Затоа што, верувајте ми почитувани, дека сите ние имаме потреба да бидеме од некого разбрани. Како што имаме сите потреба да бидеме од некого сакани, така имаме потреба и да бидеме, се разбира, разбрани. Една од страшните работи точно во бракот е меѓусебните недоразбирања внатре во бракот. Меѓусебните недоразбирања во бракот најчесто пати донесуваат и расцепи во бракот. И тоа знае како ѓаволот да го искористи меѓу двајцата партнери кога има несогласности, кога има недоразбирања, кога има, се разбира, споделени мисли, разбирања, одговори, споделувања и потреби. И тука доаѓаат тие недоразбирања или несогласности. И се разбира, затоа реков дека овие нешта донесуваат и тоа каков проблем во нашиот живот. И овој проблем може да биде еден огромен долг период внатре во бракот. И лека по лека да го подкопува бракот. Да го подкопува лека по лека бракот. Се до онај момент кога бракот нема тотално да се распадне како кула од харти.
Затоа треба многу да внимаваме по оваа прашање. Реков дека недоразбирањата донесуваат навистина огромни проблеми во нашиот живот. Огромна тага, огромна огорченост. Во еден момент доаѓаме до момент кога ја губиме и надежта, затоа што тој другиот партнер во бракот не разбира. И сметаме дека ние сме во право, а од друга страна партнерот смета дека тој е во право. И на еден начин сите сметаме дека сме во право. Всушност, најчесто пати како да не постои виновник, како да сите сме само праведници. И тука е главниот проблем за недоразбирањата и несогласностите. Затоа треба многу да бидеме внимателни, затоа е потребно да се чита Словото Господово. Ја длабоко верувам, со вера, со Словото Господово, со молитва можат да се надминат сите меѓусебни недоразбирања во бракот натре. Зошто го зедов бракот како прво скалило, ако имаме повеќе скалила? Затоа што сметам дека бракот е исклучително многу клучна и важна институција денеска во општеството. Ако имаме здрав брак, онда ние имаме здраво општество и ние сме здрава нација. Меѓутоа, како што кажав, најчесто пати постојат меѓусебни недоразбирања во бракот. Без разлика на годините. Понекогаш размислуваме дека клучни се годините за тие недоразбирања. Јас сметам дека може би се, ама може би и не се. Но сепак, и во едната група, и во другата група, зборувам во бракот натре, како помалите, така и постарите, знај често пати нашите меѓусебни недоразбирања да завршат фатално, затоа што ние не се разбираме едни со други. И каде што има несогласност, таму е, Библијата вели дека таму се е лошо. Ништо нема добро. Нели, на почетокот и едниот и другиот изразуваат и укажуваат на факти колку тие се во право. Понекогаш оваа правото, кој сметаме дека е право, донесува многу проблеми во нашиот живот. Никој од нас не сака да се откаже од тоа право и затоа имаме доста проблеми во бракот. А реков, ние често пати сакаме да бидеме разбрани од другите. Сакаме некој нас да не разбери. Сакаме некој нас добро да не гледа, добро да не издефинира. Но за жал, најчесто пати тука се создава некој кушлук во кој што доаѓаме до препраќа или меѓусебно недоразбирање или несогласност. Затоа треба да бидеме многу внимателни по ова осетливо прашање и клучно прашање за нас. Бракот, како што кажав, е за мене една клучна институција и многу важна институција. Затоа што таа е прва создадена од самиот Бог. Иако нашата вечерашна тема е дали Бог не разбира, ние ќе дојдеме до таа точка дали Бог не разбира. Кога никој не разбира, или па кога ние не го разбираме, дали Бог обата групи се разбира, ги разбира. Затоа ќе продолжиме наредната емисијата насловена како гласот на вистината. Затоа ова вечер размислувајте за оваа прашање. Дали Бог не разбира, но всушност дали и некој друг не разбира. Најчесто пати се трудиме да бидеме разбрани, особено од оние личности кои што ние ги сакаме. И кога нема да бидеме разбрани, тогаш доаѓа до тоа разочарување.
но ќе зборуваме наредната емисија за останатите чекори. Не само во бракот кога има недоразбирена, и бракот доаѓа до распад, доаѓа до многу лоша атмосфера и ситуација која што се изразува после тоа на сите. Ќе зборуваме и околу родителите, семејството, комшиите, црквата и така натаму и така натаму. Затоа дотоаш имајте убава, благословена и пријатна вечер и се разбира Господ нека биде со вас. Чао!